Денешниот состанок е промотивен состанок со цел промоција на новата иновативна терапија Окревус во третман на мултиплата склероза. Лекот Окревус е одобрен во Република Македонија веќе во април, заедно со 60 земји ширум светот. Значи, терапијата е одобрена во повеќе од 60 земји во светот, Северна Америка, Австралија, Швајцарија и многу други земји. И веќе над 40.000 пациенти го чувствуваат бенефитот од оваа терапија. Лекот Окревус е прва терапија за примарната прогресивна и релапсните форми за мултипла склероза. Компанијата Хофман Ларош во континуирана комуникација со здравствените власти, клиниката за неврологија, Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и останатите стейкхолдери е во постојана комуникација за обезбедување на терапијата за сите пациенти на кои што им е неопходна. Првите чекори се веќе направени. Започната е набавка за 13 пациенти на клиниката за неврологија и се надеваме дека во наредниот период ќе покажеме еден партнерски однос и ќе возможиме терапијата да биде достапна за сите пациенти на кои што им е неопходна. Компанијата Хофман Ларош како корпоративно одговорна компанија возможи донација на клиниката за неврологија на соба за интравенска апликација на терапија и сме посветени понатаму да го подобруваме животот на сите пациенти и на пациентите со мултипла склероза. Вчера го обележавме Светскиот ден на мултипла склероза со голем број на активности заедно со Сдруженијето Мобилност Македонија. Денешната промоција на лекот Окревус е продолжение на ова обележување на денот на мултипла склероза во смисол на подобрување на состојбата и лекувањето на пациентите. Се работи за хронично прогресивно инвалидизирачко заболување во кое се смета дека во светот има околу 2,5 милиони, можеби и повеќе заболени од оваа болест, додека нивниот број во Република Македонија се проценува на околу 1200. Болеста има две форми, најчесто е релапсната форма 85% и околу 15% со примарно прогресивна болест. Во склоп на нашите можности и буџети, од овие пациенти на клиниката терапија примат околу 411 пациенти, од кои околу 375 се на терапија од прва линија, а околу 40 на терапија од втора линија. Терапијата е многу важна, бидејќи ова заболување погодува младата популација меѓу 20 и 40 години, ги инвалидизира, нивната работна способност се намалува, меѓутоа и нивните семејства страдаат од тоа што во нивното семејство имат млад човек заболен од ова инвалидизирачко заболување. Лекот Окревус е голема новина и добар лек за нашите пациенти, бидејќи е прв лек кој што е одобрен освен за релапсната форма и за примарно прогресивната форма на мултипла склероза, за која досега нема регистрирано ниту еден лек во светот. Заедно со компанијата Рош имавме многу активности, има разбирање, заеднички настапувавме пред Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување со цел да се одвои буџет за набавка на ова иновативна терапија која ќе биде од голема корист. Со нетрпение го очекуваме почетокот на примена на лекот Окревус, окрелизумаб, кој представува еден вид пресвртница трансформација во третманот на мултипла склероза. Лекот во клиничките студии покажа супериорност во однос на прва линија терапијата, односно интерферонската терапија, и овој лек во голема мерка, односно 80% го намалува бројот на релапси, влошувања, кои се типични за болеста мултипла склероза. Од овој лек бенефит ќе имаат најповеќе оние пациенти кај кои болеста е најактивна и најагресивна. Кај овие пациенти лекот во голема мерка, 70 до 80%, ја намалува активноста на болеста, сето тоа ни го докажуваат наудите на нуклеарна магнетна резонанца, кои се за повеќе од 90% помалку детектирани активни лезии на имејджинг техниките. Бенефитот од овој лек се пред се успорување на прогресија на инвалидитетот,
подобрување на квалитетот на живот, како и очувана работоспособност, кај пред се младата популација која е заболена од болеста мултипла склероза. Повторно сакам да истакнам, ова е прв лек кој е одобрен за третман на најлошата форма на болеста мултипла склероза, односно примерно прогресивната форма на мултипла склероза, за која досега немаше третман. Во клиничките истражувања лекот покажа значителна, сигнификантна ефикасност во успорување на прогресијата на болеста и во успорување на појавата на инвалидитетот. На крај би завршил дека ова е мощен безбеден лек со многу добар безбедносен профил, кој секако е важен заради тоа што ова е хронична терапија и пациентите ќе ја примаат подолго време. With regard of multiple sclerosis, I think there are some ultimate goals which are general nowadays for all our patients in multiple sclerosis. The first goal is that any treatment should meet to a certain extent the pathophysiology of this disease. The second goal, of course, no question, is that we want to get rid of the disease activity for our patients. This means either there are relapses which are typical for the earlier phases of the disease, and the second point is if the patient do not have any relapses, then to prevent further disease progression. And the fourth goal is, of course, to have a high benefit of the treatment, which means high efficacy and, of course, a low risk profile. So this is the demand in nowadays 25 years of development of multiple sclerosis therapies. And to be honest, this monoclonal antibody Ocrevus meets all these points. It meets, on the one hand, a new mode of action, which is part, nowadays, recognized as part in the pathophysiology of multiple sclerosis, so it specifically targets one certain aspect in the development of the disease. The second point is a very innovative treatment for patients without any relapses. So the European Medicines Agency approved Ocrevus on the 8th of January for patients exclusively with the disease course of primary progressive multiple sclerosis. This is for the very first time since we ever had treatments in multiple sclerosis for those patients who never had a chance of a treatment because they had this primary progressive disease course. So this is a new indication and this is a new opportunity and also a big option for those patients. So this is the one innovation. The other innovation, it's also approved for patients with active relapsing multiple sclerosis. And I think you could argue we have enough treatment so far, but to be honest, to meet this benefit-risk profile in an appropriate modern way, Ocrevus provides a profile which is, I think, very beneficial for the patients. So taken together, well, I think in Central Europe or in the European community, we have started Ocrevus as a treatment for our patients with either relapsing but also primary progressive MS by January. And I think with this today's launch, there will be a huge option and advantage for patients in Macedonia also be treated by this innovative treatment.